Почитувани гледачи, вие сте со вестите на телевизија Орбис, а во продолжение разговараме со министерот без ресор во владата на Република Македонија, задолжен за подобрување на регулативата за домашните компании, господинот Зоран Шапурич. Господине Шапурич, добре дојдовте во вестите на телевизија Орбис и во Битола. Благодарам, поздрав до телевизијата Орбис и до гледачите и поздрав до граѓаните, сите граѓани на општина Битола. Изминативе 8 месеци од како е владата на Република Македонија формирана, како министер без ресор, ако се погледне назад, може да ве видиме во многу различни сфери. Сте се состанале со комори кои што се однесуваат на урбанизам, предлагате картици за студенти, се состанувате со стопанственици. Како ги постигнувате сите тие работи и како ги артикулирате потоа да ги испратите до надлежните министерства? Значи, една од главни определби на владата, предводена од премиерот Зоран Заев, е да имаме постојана комуникација во конкретниот случај со бизнис секторот, бидејќи само на тој начин може да се изгради одредена регулатива која ќе овозможи подобри инвестиции. И во рамките на тоа токму излезе и идејата и реализацијата на идејата на владата, односно определбата да покрај се разбира цврстите определби и за понатамошно привлекување на странски инвестиции, поддршка за странските инвестиции во насока на подобрување на бизнис климата, да се овозможи одредена поддршка етапна и на домашните инвеститори, бидејќи ние сме се разбира мала земја, мораме да имаме инвестиции. Растот на GDP-то се разбира со тоа порасти на платите, на стандардот на граѓаните, е токму тоа во зголемување на производство, во зголемување на капиталните инвестиции и странски и домашни кои се изедначени и се разбира во потикнување на извозот. И во функција на тоа беше и денешната средба, една од главните теми беше посетата и на општина Битола и на градоначалничката, но се разбира и средба со регионалната стопанска комора, каде што се разговараше за одредени проблематики. Ке ми ги кажете проблемите на битолските стопанственици нешто подолу. Сакам да ве прашам, кога веќе имаме во владата на Република Македонија министер без ресор за домашни компании, признаваме ли со тоа дека во периодот наназад странските инвестиции и компании беа тие кои што беа привилегувани? Барем во битолското стопанство тоа многу пати беше апострофирано како проблем. Значи, во одреден период да, но оние прво договори какви такви се постигнати со странските инвеститори од претходната влада. Владата согласно принципите на меѓународно комерцијално право ќе ги почитува и се разбира и понатаму ќе продолжи со поддршка и на странските инвестиции, бидејќи тие се значени и за GDP, се разбира и за вработувањата, но исто така една од главните забелешки на бизнис секторот беше дека мора да се изнајдат модуси за поддршка на домашните компании, бидејќи и тие исто така учествуваат, остануваат тука, вложуваат во развојот на државата и во развојот на своите фирми, така да ова определба ќе остане и понатаму и веќе се конкретизира со мерките кои се веќе утврдени за поддршка, но се разбира кои што во текот на февруари ќе добијат и една законска рамка која што ќе биде на еден транспарентен, објективен начин. Сите оние компании кои што имале одредени вложувања, бидејќи тие мерки се однесуваат пред се на вложување во опрема, во хали фабрички и други инфраструктурни објекти, се разбира тука следи поддршката за новите вработувања, за зголемени плати над 18.000 денари за нови вработувања, потоа за развој, за сертификација, за учество на сајмови, кои што и досега постоја за волја на вистината, но ќе бидат многу позасилени. Поголема поддршка на Македонската банка за поддршка за обнова и развој и за поддршка на извозот, за одредени нивни развојни истражувачки центри, бидејќи сигурно дека е целта да се инвестира. Меѓутоа, со една тенденција да тоа да биде во повисоки технологии, поквалитетни работни места, да бидеме ние и натаму интересни за странските и за домашните инвеститори, но да не бидеме само едноставно извоз на ефтина работна сила, туку да има подигање на одреден технолошки развој и оттаму во овие мерки и за домашни и за странски ќе бидат
посебни мерки за потик за отварање истражувачки центри, за лаборатории, за развој, за проектантски бироа, за дизајнирање на производи. Тоа е една од целите да покрај овие, да речеме условно речено, по-прости фази во производство, да има и одреден и други активности и на домашните и на странските инвеститори. На средбите што ги имавте изминатиот период во различни градови низ Република Македонија, бизнисмените најчесто велат проблем се честите законски измени, високите и нелогични казни. Предпоставам дека и во Битола битолските стопанственици не се разликуваат многу во проблемите од своите колеги, но генерално има ли нешто што е специфично во однос на она што битолчани ви го кажаа на средбата што имавте? Еве сега ќе ви кажам, постои 100 компании во 10 градови, се разбира и отворен сум за прием и кај мене и другите, и целта врз база на овие посети, бидејќи владата работи тимски, се информираат, се поднесуваат до комисии на владата, но исто така и до владата информации, каде што се согледуваат одредени работи. И самите овие мерки, кои се изградени, во почеток, веќе 3-4 месеци се работеше, во консултација со бизнис секторот. Бидејќи и делот тие беа коригирани. Сега денеска се укажа, сигурно на високите казни, што е еден долг процес, бидејќи на 100 закони треба да се сменат. На тоа исто така се жалеа, се разбира, тие се свесни дека треба да има инспекцијски контроли, тие укажуваат да бидат инспекциите не само репресивни, туку и превентивни, да укажуваат и се разбира тие казни да бидат. Сега имавме мощна квалитетна средба, за жал, можеби за час и половина и кратко беше времето. Сигурно во една прилика си зема поврска да јас и другите министри почесто ги посетуваме битолските бизнисмени. Таму беа укажани, точно е тоа што го кажавте, околу казните, околу мерките, укажуваа дека точно е, пречеста е законска регулатива, бидејќи беше кажано дека законот за градење, например, 27 пати е менуван и укажуваа на таа регулатива дека навистина при тие намерни, ненамерни во изминатите 8 години кои беа измени направени, стана една конфузија и за бизнис секторот, и за општините кои ги носат деталните урбанистички планови, и се разбира, тие се свесни дека законот е жива материја, меѓутоа сигурно да не се менуваат толку често. Конкретно го насочив овој пример, меѓутоа и други одредени закони кои се менуваат често и не им даваат сигурност, една правна сигурност да инвестираат и да работат. Што им кажавте вие, ми се чини уште поинтересното? Затоа што горе-долу после 12-11 години ВМРО ДПМН на власт, ги знаеме проблемите, акумулирани се, абсолвирани се. И предпоставуваме дека се размислувало во владата на Република Македонија што од самиот почеток кои би биле решенијата. Да. Ги имате роковите, кога и како може да се очекуваат измени, па макар биле и 200 закони во прашање. Значи, имаме агенда, владата има, заедно со Европската комисија како извршен орган, извршна институција на Европската унија, оној познат план 369. И по тој план, тој е приоритет во однос на регулативата, интензивно се работи, бидејќи очекуваме да и биде мощне позитивен извештај на Европската комисија по исполнување на овие сите, да кажам условно, преземени обврски или зададени задачи, како сакате од која страна го гледате. Се разбира дека тие очекуваат брзо да се решават, меѓутоа се свесни дека и не може па се преку ноќ. Така да има одредени динамики, сакаме до средина на годината да ги смениме, односно најдоста до септември, да помине во собрание овие законските измени што ги зборуваме околу високите казни. Во делот таа регулатива, да речеме закон за градење и некои други закони, ќе се вршат приоритетно итни измени, а се разбира потоа ќе се носи и еден пообсежни закони. Мораме да кажеме за овие 7 и нешто месеци, дека 3 месеци од 6 август до крај на ноември, кога официјално беа прогласени за завршени локалните избори, едноставно беше невозможно, него и согласно нашите прописи, да се извршуваат одредени активности и сигурно дека тие рокови, зададовме рок мерките да ги усвоиме до крајот на годината, се усвоија мерките на владата, зададовме рок да ова добие и правна рамка и тие веќе
рокот е до крајот на февруари, така да имаме конкретни рокови, конкретни активности, се разбира, не е секогаш едноставно да. Еве веќе одобрен прва инвестиција, да кажеме, договор ќе биде деновиве потпишан за нова инвестиција во ТИРС, но веќе во најава се и нови су постојните странски инвеститори, без разлика што биде за време на преговори, се водат интензивни преговори. Сега, ако зборуваме веќе за делот на странските инвеститори, вие знаете дека некои разговори трајаат по неколку години, меѓутоа има интерес, тоа е добро, и од новите и од постојните да ги прошират своите погони и нови да дојдат, така да тие рокови постојано се внимава на нив, како што е со 369, каде што 99% би рекол се исполнуваат тие рокови, така да очекуваме таа бизнис клима и севкупна клима да биде подобрена, се разимна, етопно е. Зацртано е рок да биде растот на бруто домашниот производ над 3% и ние сме убедени дека тоа ќе се реализира во 2018 и да достигне до наветување од 5%. Ви се пожалијали битолските стопанственици на досега односот што го имаше централната власт кон Битола, заради фактот што онај анимозитет што некогаш постоел на релација Скопје-Битола, наместо да исчезне со Законот за рамномерен регионален развој кој што постои повеќе од 10 години, кај нас последниве години е засилен. На една меѓународна конференција можност за јавно-приватно партнерство, кажавте дека треба да се развие економскиот живот на секаде низ Македонија, не само во Скопје. Апсолутно тоа го кажав и јас. Еве, сега да кажам, прво во правост. Значи, рамномерниот развој ќе се работи интензивно. 45% се зголемени средства, за да она што го кажавте 1% што го имаме како законска, го достигнеме за 2 до 3 години и многу интензивно ќе се работи. Тоа е неопходност. Ние имаме една состојба да денеска во Скопската котлина, чив капацитет е 400.000 жители максимум, живеат, дали постојано, дали привремено, дали ги сменили лични карти, 800.000 луѓе. Едноставно е неодржив живот во Скопје, бидејќи се случуваше. Градежните активности сакате оправдани, неоправдани и така натаму. Така да сериозно ќе се работи на децентрализација на власта, на јакнење на капацитетите на општините и се разбира на зголемени средства. Во капитални инвестиции пред се разбира. Тука ќе биде многу битно и инвестивноста на општините. Ми тоа разговаравме со градоначалничката, бидејќи тие интензивно работат да општините бидат спремни со проекти и пред странските донатори, туку и не само пред нив и пред владата, за да ги абсорбираат, бидејќи главен на цел на секоја влада и на ова посебно да ги искористи средствата за капиталните инвестиции. Зборуваме тука за инфраструктура, работава е само како ќе ги насочите тие капитални, дали во некои непродуктивни проекти како Скопје 2014 или 2017 како што стана, бидејќи тие од една страна се непродуктивни, од друга страна доведуваат до вработување исклучиво и концентрација на економската моќ во Скопје. Да се расшират и да бидат продуктивни. Еве да познат е податокот дека помалку од 18% од домаќинствата се покриени со одводна вода или кажано популарно со фекална канализација и други види, така да ќе се работи на подобрување на услови на живот и се разбира на економски развој. Ако веќе имаме мерки кои ќе важат економски и за Битола, и за Скопје, и за територија на цела Македонија, тогаш ќе можеме етапно да дојдеме до поравномерен економски развој, бидејќи навистина имаме преголема концентрација која со децении се натрупувала во Скопје, која што од една страна самата потреба на луѓето, бидејќи едноставно таму се случуваат економските активности, таму се услови за живот, таму има и водовод и така натаму, а од друга страна па таа Скопје како град и како капацитет не може да издржи толкава концентрација на населението. И така да, ако не се направи тоа, ќе дојде до огромни, уште поголеми проблеми во Скопје. Не е само загадувањето, сообраќајот и така натаму, едноставно се закрчува, станува неодржив живот. Така да, апсолутно,
ќе се внимава и ќе се посветиме. 44% се зголемени од буџетот во ова година во споредба, но тенденцијата таа ќе расте, за да брзо време се исполни оваа законска обврска што вие ја кажавте. Бидејќи го споменавте Скопје 2014 година, она што парадоксално успеа да го направи проектор е да привлече повеќе туристи во Скопје отколку што било кога имало во Охрид. Туристичката мека на Македонија сега е заменета со странски туристи кои што сакаат да го видат кичерајот, како што многу странски медиуми го квалификуваат проектот. Ако тоа го поврземе со поседата наш Богар на Битола и неговиот акцент ставен на развој на алтернативниот туризам во Битола, а тоа е Пелистер. Значи, ако имаме 6 месеци снег на Пелистер, наспроти 2 месеци лето во Охрид, која е логиката да се инвестира во автопат Киче во Охрид, Скопје, а се уште автопатот или патот кој што води од Битола до Охрид или до Пелистер е неизграден. Тоа го истакна алокацијата на ресурсите. Како е еден од проблемите и денеска и тоа беше инфраструктурата и ова влада ќе се посвети максимално на место во непродуктивни. Ако Европа сватила дека алтернативниот туризам на Пелистер е вистинската карта на која што треба да се вложува, веројатно и во владата на Република Македонија сте размислувале на таа тема. И вие знаете дека кога бев и министер за животна средина 2004-2006, многу внимание беше посветено на Пелистер, бидејќи Пелистер е уставно кажано нуди големи потенцијали не само за зимскиот, за секаков вид на туризам. И оттаму сигурно во рамките на тоа тука е индустријска гранка која што во други земји представува и тоа како богатство е националниот парк Пелистер кој што беше еден од најразвиен, верувам дека ќе продолжи тој развој и така натаму. Апсолутно има големи потенцијали националниот парк Пелистер за развој на зимски, не само зимски туризам. Вие спомнавте тоа сега со овие случувања. Познато дека и европските светски банки внимателни се многу во кредитирање на, да речеме, ски центри. Да, па имавме ние искуство. Кога на Кожув вложија 300 милиони евра, пат не добија на крајот. Не само заради патот и заради финансите и така натаму, но огромни се потенцијали и богатства на Пелистер, не само за зимскиот туризам, се разбира и за зимскиот, туку и за севкупниот туризам, бидејќи тоа е едно неслучајно прогласено уште многу одамна за заштитено подрачје кој има со своја биолошка разновидност, со својот биодиверзитет, со своите природни убавини, климатски особености и низа други особености, нуди огромни можности за развој на туризмот. Го завршуваме разговорот со две блиц прашања. Рековме дека вашите активности скокаат од едно на друго поле, на различни сфери сте посветени изминатиот период. Едното се однесува на студентската картичка, која што најавивте, и која што, како што беше кажано на дел од националните медиуми, беше, меѓу другото, и ваша иницијатива. Зашто и како се работи, предпоставуваме дека и битолските студенти. Сите студенти, да. Добро, да прашаме за секој случај, затоа што јас сум еден од иницијаторите на таква идеја, која што на предпоследната седница на влада се беше усвоена информација да отпочнат активности за субвенционирање по пример, да речеме, на Република Словенија и некои други држави за субвенционирање на студентски оброк и други потреби. Тука би било меѓуградски превоз и така натаму и го задолжи Министерството за образование заедно со мене и со друга екипа од владата да почнеме да работиме на изградба на регулатива, на закон, измена на законот, донесување на нов закон и потоа на подзаконски акти и на практична имплементација. Јас би напоменал само дека тој веќе 15 години во Словенија, каде што одреден дел, например, овој дел за исхраната на тој студентски оброк го субвенционира автоматски државата и се разбира за секаде, не само во Скопје, тама работа да е само во Скопје, значи во одредени периоди кога има настава, да ги има тие права и ќе доразвиваме оваа идеја заедно со Министерката за образование и наука, но и со целата влада, целата екипа, да се определат потребите и верувам дека во 2019 тогаш ќе почне да се имплементира овој проект, бидејќи треба навистина многу подготовки, една е законска, потоа
целата таа практична имплементација на проектот околу таа студентска картичка или преку мобилна апликација ќе има право на избор и ќе важи за сите студенти државјани на Република Македонија за почеток на додипломски студии и потоа да се пресметаат тие одредени суми и така натаму и така натаму. За крај на разговорот, во неколку наврати во минатото зборувавте за трет мобилен оператор, веројатно не е тоа Лајка Мобайл, ни треба нов мобилен оператор покрај Випуан и Телеком што ги имаме? Тоа е веќе пред 2-3 години имаше во ЛДП една расправа, оливерално околу потребата на третиот, но тоа е сигурно едно прашање пазарно. Дали има воопшто заинтересираност на мал пазар да има? За сега, колку што јас имам информации, нема некоја преголема заинтересираност, но во иднина треба да се види. Или ќе се спои овие два мобилни оператори. За сега тоа се зависи и од интересот на потенцијалните меѓународни мобилни оператори. Прашувам затоа што во 2016-та. Да, 2016-та баравте идно воведување на трет мобилен оператор. Не баравме да АЕК да престане да го штити дуополот. Значи, АЕК, да, точно 2016-та јас и ЛДП покренавме прашање да видиме, да се испита дека, сметавме дека е премногу брза во конкретниот случај тоа спојување и сега исто така останува на заинтересираност, иако е тоа многу тешко. Знаете како работат мултинационални компании. Видовте, ќе има 2-3 компании, па ќе се спојат, па ќе се преземаат, но тоа зависи од интересот на самите мобилни оператори, бидејќи се разбира, ние сме и мала земја. Бидејќи го споменавме АЕК, морам да ве прашам на крајот дали како АЕК или ЕЛЕМ или други компании, како член на владата на Република Македонија, може да ни ведите дека ќе престанат налудничавите идеи за инвестиција во кулина, водно или рајски градини наваму натаму. Значи, целта е, мораториумот постои. Не можам да зборувам, се разбира, за сите, може да зборам за цврста определба на влада да се инвестира во продуктивни проекти. Значи, рајски паркови, градини, жални врби, не знам, гали, кои што видовме, значи нема да се инвестира, тоа е цврста определба на премиерот, но и на целата влада, и програмска, но и практична, да не се инвестира во непродуктивни инфраструктурни објекти, туку во енергетска инфраструктура, во патишта, во друга инфраструктура, во канализации, во улици, кои што ќе значат подобрување на животот, на квалитетот на животот на граѓаните. Значи, одговорно може да кажам дека рајски градини, жални врби, гали, такви проекти никој не помислил, нити ги спомнал да ги реализира, барем во владата. За сега ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека во ваше следно доаѓање во Битола и средба со бизнисмените, до тогаш веројатно и законските решенија кои што се однесуваат на мерките ќе бидат изгласани, па ќе можеме во детали да ги ја благодарам на поканата на вашата телевизија и јас планирам и пред можеби законските, бидејќи останав должен денеска, кратко траеше средбата, да ја повторим, односно продлабочиме ова средба со одредени дискусии, но се разбира и да дадеме одредени одговори. Јас го оставив до сите представници кои што беа присутни, мојот мејл, мојот мобилен, кажав дека и кај мене во кабинет никои други министри и не може да се пожела. Тоа кажа дека единствено има консултација со бизнис секторот. Вие спомнате извршители, нотари. Активно се вклучени сите комори, асоциации, здруженија во изготвувањето на новата законска регулатива поврзана со нотаријати, извршување на пресуди и така натаму, зборувам сега за граѓански пресуди, така да таа комуникација ќе остане, таа е единствен начин да дојдете до одредени решенија, бидејќи не може од кабинет се да решавате. Нека доаѓаат тие кај вас, вие да штедите, затоа што нели во духот сега на новото време и кога се прават рестрикции на штедиме ние доста, покажа извештаите, но и посетата на терен не е далеку Битола, толку Скопје, да дојдам и јас кај нив и тие кај мене. Благодарам. Шега за крајот на разговорот. Ви благодарам уште. Јас сватив како шега, благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на разговорот со министерот без ресор во владата на Република Македонија Зоран Шапурич. Останете на оваа фреквенција. Продолжуваме со останатите содржини за ова издание вести.